Добар ден и добре дојдовте во најновото издание на контактната емисија Очи во очи, секој ден од 16 часот и 15 минути, па во следните 30 на минути со вашите мислења и ставови на нашите телефонски броеви. Денешната тема на која што ќе може да се јавувате и да го давате своето мислење е поврзана со последните случувања во нашиот град и гласи вака: се гради по стандарди или хаотично? Какви можат да бидат последиците? Како вовед на денешната тема, предлагам прво да го видиме прилогот на Кристина Новевска од вчерашниот ден и потсетување за она кое што се случи. Веднаш потоа ве очекувам на нашите телефонски броеви да разговараме и да ги кажувате вашите мислења и ставови во врска со денешната тема. И денес полициски возила ја блокираа улицата кај новата зграда на Факултетот за драмски уметности спроти Министерството за надворешни работи. Проблемот била скината главна цевка на канализациона мрежа. Работниците на водовод и канализација велат дека проблемот настанал поради тоа што инвеститорот без да се консултира со институциите, копајќи на своја рака вчера вечер ја скинал цевката од главната фекална канализација, поради што ископот за новиот објект се полни со фекалии. И покрај тоа што околу објектот што се гради нема поставено табла за инвеститорот и изведувачот, на некои телевизиски екипи грубо им беше забрането снимање бидејќи се работело за приватен имот. Дали ќе пишам јас или тоа не да му се сипате на човек. Ама ти види дека јас одам и само штрак. Кажи што снимаш на имот. Ало. Полека малку. Знаеш ли дека Градежен инспектор на општина Центар ја запре градбата, а ке побара и ке испитува дали инвеститорот има елаборат за заштита на градежната јама. Според општината, инвеститор на објектот е Волис Проперт, изведувач Rapid Build, а надзор на објектот има Point Design. Поради огромното количество вода во ископот има потопен багер, а се забележува и големо свлечиште кое може да предизвика и уривање на зградата на ФДУ, која нема подпорен зид. Токму поради тоа на улицата не е дозволен пристап на возила, единствено може да се забележат камиони на јавното предпријатие Водовод и канализација, кои ја исцрпуваат водата, но и цевки кои ги празнат фекалиите и ги сфрлаат на кеот на реката Вардар. Граѓаните се незадоволни, велат се гради, но неквалитетно. По моје мислење би требало да соработуваат сите институции. А ово чим почнало вака една по една зграда сите ќе тонат долу. Прво ова е лудост на владата, на власта, што дојдоа под нивото на Вардар, направија поземни објекти. Тие никад нема да бидат, само може риби и пастрамки да гојат унутра, друго нема ништо да бидат. Овие сега што е овој барочен стил, после 3-4 години ќе почнат да паѓат тие лепени барочни стилови, само кој ќе настрада. Од градот Скопје молчат за настанатиот проблем. Од градските служби одговор нема, а нема ниту од градоначалникот Коце Трајановски, кој ги избегна новинарските прашања на положувањето цвеќе во паркот Жена Борец по повод Денот на независноста. Трајановски вчера бил на местото на објектот, каде цел ден работеле работници, но не успеале да го санираат проблемот. Според дел од медиумите, јавното предпријатие Водовод и канализација најавило тужба за изведувачот на зградата спроти МНР и ќе се бара и оштета за направената штета. Според порталите, од предпријатието соопштиле дека ископот на зградата се наполнил со фекалии, бидејќи компанијата која гради направила несоодветно поместување на фекалниот колектор. Тоа беше прилогот на Кристина Новевска од вчерашниот ден. Денеска имаме нови новости кои што во следните изданија на вестите ќе може да ги видите. Значи денеска зборуваме на тема се гради по стандарди или хаотично, какви можат да бидат последиците. Ова се последните случувања, на овие случувања им предходеа и други случувања, но верувам дека веќе имаме гледач на линија кој што би сакал да го каже своето мислење. Добар ден. Добар ден, Зорице, поздрав од Команово. Поздрав. Јас мислам дека Скопје 2014 зема толку замах и општо градењето во Скопје сето е фалично. Спомениците се расипа, ги фарба, ги чиста зелените површини, па ги обновуваат. Сето тоа не чинеше нас, граѓаните.
затоа што од наши пари тие го работе ова. И ова сега може да дојде до катастрофа. Ако ги урнат темелите само да ги подкопат на МНР, ќе отиде и тоа е во фекалиите. Не може вака не се гради. Треба прво да се провери дали е местото за градба добро и дали фекалиите имат излез, треба да се влева таму вола, не во Вардар. Фактички Вардар е сега полу со фекалии. А нели плажа код се градеше горе, па врби од 80.000 евра, 3 врби садеше. Значи будалашкина на ова власт. Нека си оди поскоро, повеќе више да не се соголува. Срамота е ова. Фала многу и пријатно. Ви благодарам јас на вашето јавување. Тоа беше нашата прва гледачка од Куманово. Дали веќе имаме некој кој што чека на другата линија? Добар ден, повелете. Кој е вашето мислење во врска со денешната тема? Не само мислење, јас имаме веќе и изграден став. Не можам да разберам и вие новинарите дека касните се уште прашања, меѓутоа и градежната инспекција и општина центар не може денеска да вчера да излезе и да каже сега ќе бара дали имало елаборат или не. Па каде е градежната инспекција кога воопшто се почнува со градба на еден објект? Еден објект кога се гради, комплетно мора да има документација за оградување, за обезбедување на објектот, каков тип на објект, да се постави кој гради, кој инвестира и така натаму. Ние сега ќе се вадиме на тоа дека дупката е отворила, па паднало, па отишло и така натаму. Второ, кога зборувавме за објектот Космос и така натаму дека бил дива градба, не може да биде дива градба кога тоа почнува од темели да се гради нагоре и негде да се констатира во одредено време после втори, трети кат дека е тоа дива градба. Не може да биде дива градба. Дива градба се почнува на темели, се знае. И вие новинарите стварно се неупатени или не знаете да пратите и да побарате закон. Може ли да каже градоначалникот на Газибаба дека било тоа дива градба од проста причина што дива градба се почнува прво од темели, не се гради од кров или од што ја знам. Значи почнуваме од темели. Темелите се проверува дали е во габаритот, дали е на котата на таа и така натаму. Не можеме ние после тоа да констатираме дека е дива градба, ќе го уриваме. Така и сега градежната инспекција срамота е на општина Центар, допрва ќе бара дали е тоа така како што требало, дали да има обезбедено и така натаму. Значи градежната инспекција мора да почне у почетокот, првиот камен темелни која се става, да се провери комплетна документација. На што личи ова, бе? Абе, законот се знае каков е, бе. Абе, никогаш не било во едно време, кога стално велат комуњарите. Никогаш вака не било во едно време. Секој се знаело дека почнува изградба на објект. Инвестиционен, индивидуален, ваков, таков и така натаму. Значи, јас не ве разбирам вас, новинарите, како вие летате и кажувате еве сега ќе излезат и овона. Не, вие ќе испитате како е законот, што вели законот, односно како се почнува градба на еден објект. Не само на овој објект, не само на милион објекти што се изградија. Значи на времето градежната инспекција мора да излезе да констатира со записник дека почнува градба со одобрење тоа и тоа, со документација за оградување, со документација за ова. Таков записник постои ли за овој објект? Постои ли? Каде е градежна инспекција? Не сега да кажува таа дали ќе испита ова и ова. Значи, на времето уште. Значи, ова... Вие свативме поентата, секако дека сите ние знаеме дека пред да започне се гради треба да се добијат потребните дозволи, дека треба да тоа да биде стартот на почетокот на градбата, меѓутоа изгледа во пракса не се применува тоа што треба. Значи, вие треба да побарате дали има записник констатирано кога е почната самата градба, кој гради, кој е инвеститор, кој е изведувач, кој е надзорен. Значи, вие мора да имате записник, зборувам не за вие новинарите, туку зборувам за објектот. Ама тоа треба да почнете, а не сега да кажувате дека ќе излегла и така натаму. Нека извини господин Ожерновски, ако дојде во градоначалник и да ми кажува дека вака, така, онака ќе направи. Не, треба, ако законот се почитува, не е битно само за тоа. Значи, воопшто и така натаму, не зборам и за Карпош и за све. Не може да биде дива градба
Дива градба зборувам за космос, кога дојдовме на некоја висина, котна висина и да констатираме, дива градба беше ќе го уриваме. Ви благодарам на јавувањето, ја свативме поентата, почнувате да се повторувате, ја свативме поентата дека не може насред градење да се каже дека е диво градба, туку тоа треба да биде спроведено и да се знае уште на почетокот на градењето, за да нема после вакви последици какви што се случија нели пред известно време. Дали имаме некој друг гледач кој што исто така чека на линија би сакал да го каже своето мислење во врска со денешната тема? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Какво е вашето мислење? Ова е чиста злоупотреба на позиција и на функција. И врапците знаат, ако отидете од другата страна од Кејот, ќе видите дека од таа страна од кај што се гради зградата, искача канал за атмосферска канализација. Не фекална. Ова е атмосферска. Па јас сега се прашувам, кои се тие стручњаци во градот, во општината и во Министерството за транспорт и врски, што му дале дозвола да гради на инвеститорот врз објект од јавен карактер или јавна инсталација. Сите тука знаат дека поминува одводен канал или да, ако сакате поточно да знаете, тоа е старото корито на реката Серава, кое доаѓа од Чаја преку Битпаза, преку тој канал се истекува во реката Вардар. И сега се поставува прашањето, кој него му даде дозвола да гради врз јавна инсталација? Каде биле тие надзори да следат градот и ако му дале дозвола, ако законот тоа го дозволи, каде биле тие јавни или надзори или ваму таму да контролираат како се копа, што се копа, до која длабочина ќе се оди. И сега, знаете, 4 дена ќе затвараме улицата, никоме се више тоа ништо не смета, меѓутоа ако има еден протест на сите не смета, а што ова некој дека се злоупотребил функцијата, тоа сега ништо не ни смета. Тоа е едната работа. Јас сакам да прашам една работа. Ако мене дека од 2000 година некој не ми даваше дозвола да градам затоа што 2 метра мојот темел на куќа искачаше од зоната за градење, тогаш кој му дал на овој господин да гради врз пак институција? Меѓутоа тоа е злоупотреба, чиста злоупотреба. И на крајот да знаат сите граѓани, ова е место вакавско, што се вика црковно, затоа што тука тоа е простор на црквата Света Богородица, што ја преправили, што ја обнови господинот Трифун Костовски. Тука комуњарите 60 години не направија ништо. Дали ме разбирате? Од 69 година како што паднам, на овој простор беше ледина, не се градеше ништо во најцрниот период, а сега се градат 2 објекта. Покрај црквата уште 2 згради, а тоа е црковно место. Па сега нека му мислат тие што градат, дали е добра на сила да се зима нешто што не е нивно или што е Божие. Толку пријатно. Добро, ви благодарам на јавувањето. Секој со своето мислење и со својот став во врска со денешната тема. Темата беше се гради по стандарди или хаотично, какви можат да бидат се последиците. Дали имаме некој кој што чека на линија и би сакал да се вклучи? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете кој е вашиот став? Дека се гради по стандарди, нешто некаде кога се направи некој пропуст, тоа е до самиот изведувач, нека ти се испита таму дали има некој пропуст, од него нека ти се види таму, но да се кажува дека се што се гради било не е по стандарди, мислам, еве ви пример. Преубавиот стадион, спортска арена Филип II Македонски, каде в година ќе се игра Суперкуп на Европа во фудбал, значи е преубав стадион, еден од најубавите сега на Балканот. И баш и за него исто овие скептици што поддржува рушење и на Македонија и на цело наше македонско стопанство, тогаш поддржува пустош насекаде. Сега што вика дека ништо не чинело барок згради ваму таму, и вика исто дека и Филип II Македонски како преубава спортска арена ќе се срушела, па гледаме дека се ги Заев таму појде да се слика до балистите. Значи, вика дека ќе се сруши, мајте Заев појде и се сликаше. Се сликат многумина од нив таму, се сликат и пред тие преубави наши македонски споменици, за наши македонски великани кои вчера ги славевме, кои гинеле, за сите нас да имаме држава своја, да имаме независна држава. Друго би кажал дека не знам што толку е, дали е некаде, дали сте кривично дело во некоја држава или кај нас овде дека ако се гради некој објект во барок стил, дали тоа е кривично дело? Дека стилот барок стил е кривично дело. Толку е тоа нешто грозно, лошо, баш за мене е убаво. Јас сега скоро, како прилепченец, сега бев скоро во Скопје. И вистина центарот е преубав. Тие таму згради во барок стил се преубави. Вистина Скопје е дрвен град. Сега слушнав дека
англиски вестник пишувал таму за Скопје, дека преубав град, стар 7000 години, и како може некому да му пречи, а да сака некои згради само од бетон направени, како што трговскиот центар кој е за никаде, кој е, така да речем, зборов ми е дека оние кои додека беа власт само рушија. И се мога би кажал нешто. Зошто не зборуваат дека наша Македонија, наше Министерство за надворешни работи и други државни институции беа киријаши во време на СДС. Плаќавме како држава 100.000 евра во објекти кои беа државни, ама во време на СДС нивните комунисти, лажни комунисти, си ги приватизираа, си ги лапнаа тие државни згради и направивме во време на СДС наши институции државни да се киријаши. Добро е што Собранието на Република Македонија не го подарија некому на некој поранешен комунист да биде капиталист, газа на туѓ објект и да биде киријаш и Собрание, па и влада да биде киријаш. Тоа е срам, тоа е срам. Државни институции во време на СДС беа киријаши. Поздрав, пријатно. Ви благодарам на јавувањето. Дали имаме некој кој што исто така чека на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Кој е вашето мислење во врска со денешната тема? Прво да ја поздравам промената на емисијата Очи во очи со убави водителки. Тоа како комплимент. Сега, тоа што се гради, нормално дека каде што се работи и ќе се сгреши. Вие, например, ако читате вести, постои можности да сгрешите некаде. Ако не читате вести, верувајте, сигурно нема да сгрешите. Значи, каде се работи, веројатно може и да се сгреши. Сепак, изградбата на Македонија нема да запре. Дали ќе се подобрат стандардите, дали ќе се намалат грешките, јас верувам дека сето тоа ќе се санира. Значи, напредокот на Македонија нема да запре и ќе се гради. А ако споредиме во минатото, да речеме за строгиот центар на Скопје, јас не сум од Скопје, меѓутоа често пати сум патувал, сум гледал, пред едно 10-20 години, да речеме таму кај комплексот банки и кај Веро центар, јас само гледав таму некои шпунови, некои змијарници, некои сосема недефиниран еден пуст предел. Сега гледам дека се е урбанизирано, дека се гради и верувам дека кога сето тоа ќе биде завршено, дека ќе има еден многу убав изглед. Се надевам за наше добро. Благодарам и пријатно. Добро, ви благодарам на вашето јавување. Дали имаме друг гледач кој што исто така чека на линија, би сакал да биде вклучен? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете кој е вашето мислење во врска со денешната тема. Моето поздрав од Кавадарци, моето мислење е дека се гради по стандардите на хаос. На хаосот. Ме сваќате? На хаос. Секој прави како што сака. Затоа што не зборуваме политички сега, ВМРО, СДС. Овие во администрација секој гледа да се го наполни джепот, дали се од ова или она партија. И затоа доаѓа до тој проблем што сега се случи. Не сваќате? Да. Коритото на Луда Мара во Кавадарци го исчистија, сето го средија, забрна еден дожд, полно камења колку сакаш. Исто. Секаде е исто. Секој само гледа да се заврши работата, да го стави тоа што треба да го стави во джепот и да си ја среди својата положба. Благодарам, пријатно. Ви благодарам на вашето јавување. Ве добиваме различни мислења од различни делови на Македонија, спротиставени, некогаш слични, но тоа е тоа. Вашите мислења на нашите телефонски броеви на денешната тема. Добар ден. Добар ден, девојче. Добар ден, повелете. Добри. Секако. Повелете. Тоа да кажеме, некако темата се извртува натамна, некој политички гледа, темата е добро поставена и мислим така треба да се понашаме. Да. Дали така, мислим, ова е све од страна на власта. Там, овде кај нас нема инспекција, нема проекти. Овде, како ќе каже господин Груевски, па по него таткото на градот, и тука више друга стила нема. Ова се хаос, овој хаос се дешава во Скопје. Нека не кажува некој градиме Прилепчанец или некој друг. Градиме. Што градите? Све е диво, 90% е дива градба. У почеток кажа некоја една господја,
да изградиш 6 спрата, 7 и после да каже некој дива градба, а за тоа да се платат дебели пари и сите други давачки да ги земе градот или општината и после да каже дива градба. Каде има тоа? Само кај нас. И човекот што кажа еден трет четврт дека таму тоа е подземни води или мислим што канал било и на каналу, тоа се само строго партиски работи, за нив не важи ништо. Штета е. Па, например, што треба да кажеме ние, кога екс-премиерот вика дека наводно ќе гради зид од 7 метра. И никој ништо не сме да каже, тоа ќе го изградеше човекот. Или може изградим, не знам. Ама кажува, или па да каже, ќе му удриме некако шамара на заев и ќе завршиме работа. Па, и сега тоа него не го коментира, него кажува дека сега ќе се направила некоја грешка и таа грешка ќе се исправи. Аман тебе луѓе до каде идеме без со свеста и да кажуваме приказки, а гледаме пред очи се правиме ќорави дека објектот се гради на место каде прво зградата е подкопана. Па водоводот и степен, мислим, цевките. И тоа ништо не е. Се е тоа нормално за некои луѓе. Ништо не е нормално. Ја мислим дека овде е строго партист. Власта е толку заглибана во кал и не знае никој на никого не се ништо да му каже. Затоа што сите се ајдуци, сите граделе заедно и сега некој го гради, не сме да му каже другиот ти не смеш да градиш. Тој истиот ќе му врати, па ти до вчера што правеше, градеше, сега ја не. Така да, ово е брзана работа и ова е штета за државата, штета за градот, ама тука сме. Тоа е, ако се смени нешто од ова криминална банда да отидат, што викаше Гошев, овие ашлјаци, како ги кажа, он не знам таму, нешто може да се смени. Иначе, ако не се смени, ова ќе биде само секој ден полошо и полошо. Благодарам. Ви благодарам на вашето јавување. Имаме ли некој друг гледач кој што е на линија би сакал да го вклучиме? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавам од Тетово, Западна Македонија. Повелете. Па, странното е да се гради само за Скопје, јас сум албанец. Добро. Прв пат се јавувам во вашата емисија. Тоа е, ако не се смени властата, да се спојат опозицијата, се надвор од парламентот, са опозицијата се заед да го кутнат Груевски. Ако не прават, не ќе биде лом и Скопје и нема више ни Груевски, ни Алија Меси да биде тука. Тоа доста од Тетово уште са јавни вода носат на шишиња за пење. А водата над глава ни тече шарпланина, а ние вода немаме. Срамота ова што го прават овие. Овие сега треба да излезат пред специјалниот суд. Клачи Тајанева да сите во затвор да влезат, да го видат судка таму. Без тоа да се чисти нема избори. Ако не се чистят тие бомби што беа сите јавени само, како викаше Груевски, Јанколовска, Мијалков, ако не се јава, ако не излезе на видео, нема спас на ова. Нема и да има и Македонија. Добро. Ви благодарам на вашето јавување. Дали имаме уште некој гледач кој што чека на линија? Добар ден. Видете вака. Повелете. Прво, ова не е ниту по стандарди, ниту хаотично, туку е намерно се гради. И сега, што може да се случи последици? Со еден збор, последиците може да бидат катастрофални. И тоа многу брзо. Зошто? Скопската котлина лежи на вода. Порано била езеро, тоа кој што го знае, меѓутоа некој го знае и може да се случи со оваа тежина што се става во Скопје, на стотнината, еден ден да потоне. Второ, ова е трушно подрачно земјотресно подрачје. Скопје 2 пати се спасува од земјотрес, меѓутоа мислам третиот пат нема и тоа ќе биде стварно катастрофа. Ова
котлина не може да излезе. Друго, поземјотресот јапонците кажаа многу добро каде градот треба да се гради, односно да се шири по периферија, а котлината да се чува за храна. Меѓутоа тоа нема ништо, овие дури си градат во Вардар, па направија и бродови и го запишаа коритото Пола. И друго прашање. Каде е мислењето од Институтот за земјотресно инженериство? Дали воопшто има такво нешто? Меѓутоа мислам дека немаат и со се заклучам дека сепак оваа влада е вандалска, уништува се што може да уништи и се додека оваа несреќа Груевски е на власт, ќе биде вака, а за Македонија и за Скопје работа кога ќе се случи Скопје ќе потоне. Пријатно. Ви благодарам на јавувањето. Пријатен ден и на вам. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Додека немаме гледач на линија, да подсетиме за последните последици од градењето кое што се случи во центарот на Скопје, односно непосредно до зградата на МНР. Денешните новости во врска со овој случај се дека инспекторатот требало денеска да ја даде забраната за работа на терен на фирмата која што е инвеститор. Меѓутоа, во меѓувреме, додека таа им биде врачена, повторно од фирмата имало луѓе на терен кои што продолжувале да работат, а денеска последните информации од нашите новинари на терен велат дека им била врачена и биле затекнати работниците како работат таму. Инаку, инциденти како овој со пукнатата канализацијска цевка, која што го поплави градилиштето во центарот на Скопје со фекалии, па потоа градежната експанзија на Водно, од каде што самите жители, староседелци од таму велат дека земјиштето се лизга и предстои катастрофа, потоа непланската сеча на дрва, која што предизвикува ерозија на земјиштето, сето тоа се дел од причините кои што можат да предизвикаат последици од катастрофални размери, да не ја заборавиме и она природна непогода што се случи, да ја кажеме, на 6 минати од месец, кога од обилни врнежи на дожд кој што го зафатија Скопското подречје, обиколницата исто така беше поплавена, поплавени беа и Стајковци и околните Сингилич и околните села. Сето тоа се катастрофи кои што оставаат под знак прашалник што е она кое што допринесува да дојде до тие последици, дали тоа градежната експанзија, дали се гради по стандарди, кој ги поставува стандардите и кој ги почитува овие стандарди. Ако имаме уште некој гледач на линија, при крај сме со емисијата, би сакала да го вклучиме. Да, имате еден. Добар ден, повелете. Добар ден. Хаотично и со големи последици. Значи, хаотично со големи последици. Јас се молам за скопјани, нека чуат Господ, нека немој само да се деси некој земјотрес со поголеми размери. Ги жалам скопјани. Ова е све причини се човечките, човекот е причина, лакомството за парите, перењето на парите, од властите, од сребролюбците, од властодржците. 2014 година, значи дел допринес од 2014 година, не дај Боже, ако Господ, Бог не опомени еден ден, не дај Боже, во Скопје само ќе останат скоњаниците, спомениците и идолопоклонствата на што се одлучила ова владеачка гарнитура и Скопје. Треба да знаеме дека еднош го задеси земјотрес, не опомена. И сега не се смилуваме, не се опаметуваме, не се поучуваме на таквите последици. Се овие згради Скопје се зградат. Тие се згради само за тие, како да речам, пашите, што вика господин Кошев, за да дојде до пари, со никаков квалитет, не сум стручен, меѓутоа гледаме за колку кратко време, ѓомити некоја техника, тие се сите ѓаолски работи, со слаб материјал, не дај Боже, како што рекол, да се понови некој земјотрес, тогаш тој Македонија, Скопје ќе осетиме кај сме и што сме, цела Македонија се свртила во Скопје, секој тло на земјата, секој човек, некое тело си има издржливост, колку може да издржи, така и тлото кај што се згради и Скопје кај што се згради и таа земја има
ограничена можност, моќ доколку може да издржи. Ова е во Скопје претерано, све заради материјата, заради богатството, а тоа го дозволуваат властите што на сегашната гарнитура за нивните гласачи, нивните они што ги поддржаваат да добијат тендери бесправно, правно, дали било стручно или нестручно, само да дојде до пари и по цена на животот на луѓето. Скопјани се молиме за вас, Господ да ви напомни. Пријатно гледање. Ви благодарам на вашето јавување. Дали имаме уште еден гледач кој што би бил последен за ова издание на Очи во очи? Добар ден, повелете. Добар ден. Гледачка од Скопје. Јас би сакала да кажам ова. Дека се додека се дилетанти на власт и во урбанизам, и во образование, и во здравство, и во сите сфери на живењето, лица кои што немаат предходно никакво искуство, ќе се случуваат вакви работи и уште полоши работи. Дајте луѓе да се прво сите, еве гледаме избори, за кого ќе гласаме? Сте се запрашале за кого? За оние предходните што ги изнесоа луѓето на улица, ги оставија без работа, или за овие сега кои што можат тие бившите на овие само вода да им носат? Јас би сакала да кажам и ова, дека додека не се створат критериуми за човек што може да дојде на власт и да води одредена област, треба да има искуство. Не само образование, дотично образование за таа област што ќе ја води, туку да има работно дебело искуство на позиција што ќе дојде. Се додека ни доаѓаат луѓе од улица, лепачи на блакати и бла 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 на телевизии, ова ќе се случува и уште повеќе ќе се случува. Затоа дајте луѓе, мислам, зборувам за цела Македонија, отрезлете се веќе еднаш, не ни требат уличари и дилетанти во сите сфери на нашето живење. Еве гледаме какви цени плакаме од осамостојувањето наваму. Ви благодарам, пријатно. Ви благодарам и јас вас на вашето јавување и за искажувањето на вашето мислење. Ова беше последниот гледач на денешната тема. Се гради по стандарди или хаотично? Какви можат да бидат последиците? Слушнавме различни мислења, различни ставови, некои оправдуваат, некои не оправдуваат. Меѓутоа, тоа е тоа. Различни луѓе, различни мислења. Ви благодарам на сите кои што бевте дел од денешното издание Очи во очи. Се гледаме во понеделник. Пријатен ден.